И во рамки на следниот разговор во Македонија наутро говориме за предизвиците на лицата со попреченост. Од неодамна Битола стана првиот град на Балканот и пошироко со туристичка понуда наменета за лицата со попреченост. Станува збор за туристичка сигналитика за 10 најзначајни културно-историски споменици во Битола, кои се предадени на општина Битола и кои ќе бидат поставени на пристапна локација пред соодветните знаменитости. Активностите се реализираат во рамки на проектот Алтернативно туристичко искуство, алтернативно патување, која се имплементира во рамки на програмата за прекогранична соработка со соседна Грција, а во кој што активно е вклучено и Сдруженијето Мобилност од Битола. За тековните активности на ова здружение, за значајниот јубилеј кој што годинава го одбележа, но и за придобивките од тековниот проект за лицата со попреченост, ова утро разговараме со примариус доктор Нико Јанков, еден од основачите на ова здружение, воедно и претседател на Сдруженијето Мобилност Битола, кого го имаме во живо преку Skype. Доколку се слушаме, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро на гледачите на утринската програма. Почестени со вашата покана да учествуваме и да се представите на овој начин пред широката јавност на државата. Секако само ќе споменем и за гледачите, од ова се вашата ќерка Ивона, која што секако активно го помагаше истиот проект. Неодамна Сдруженијето Мобилност Битола одбележа значаен јубилеј, 35 години постоење и активизам. Велите, започнавме како обично здружение за церебрална парализа, денес функционираме како регионално здружение на лица со телесен инвалидитет со 3,5 деценијски континуитет. Она што ме интересира е на почетокот низ какви предизвици се поминуваше впрочем Сдруженијето Мобилност од своите почетоци и како 35 години сите овие години успева да реализира својата емисија токму за поддршка на лицата со телесен инвалидитет. Да. Во моментот кога се формира 1987 година, најголем предизвик беше непостоењето на регулатива и воопшто непостоењето на искуство во водење на вакви здруженија и остварување на цели. Вториот предизвик беше односот на средината, во која не беа запознаени какво здружение, како ќе работиме, како ќе остваруваме целите. Меѓутоа, еден позитивен елемент беше затоа што во тоа време постоја заштитни друштва кај што имаше вработени лица со инвалидност, кои во тој момент беа економски зависни, формираја семејства и тоа беше еден импулс да започне како еден поволен момент за да ќе остваруваме своите цели, кои се најважни: откривање, евидентирање и активирање на лицата со телесен инвалидитет, соработка со експерти од различни области, преку тематски средби, работилници, формирање на членството јавно. Тоа е концизно најкратко да се каже за важните прашања. Господине Јанков, какво значење има 35 годишниот јубилеј за Сдруженијето Мобилност и со какви активности годинава го одбележувате истиот? Така. Најважната работа е да ние во овие 35 години имаме континуитет на делување во кој имаме бројни поддржувачи и поддржувачи реални кои ни помагаат во нашите активности. Можам само да споменам дека работевме на повеќе проекти, од кои најголемите се 2010 ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, која нашата земја ратификува 2011 и сегашниот алтернатив кој е во континуитет. Мислам дека неосновното е да се подотвори вратата на институциите и на заедницата, постапно да се решават сите проблематики во лицата со инвалидност. И токму во таа насока и една од активностите со кои што впрочем го започнавте чествувањето на 35 годишниот јубилеј, тоа е промоција на алатките за пристапен туризам наменети токму за лицата со попреченост, а во рамки на проектот Алтернативно туристичко искуство, алтернативно патување. Би сакал во овој дел на разговорот да споменеме за нашите гледачи за каков проект впрочем станува збор, кога започна истиот и која е неговата цел. Така, за ова можам да кажам дека најголема помош
фактички цела техника околу спроведувањето е личноста до мене и Ивона Јанкова, кој е проектен менаџер на проектот, па може да е по-добро да ви објасни од мене. Да, повелете, Ивона. Добро утро и од мене за сите гледачи на македонската телевизија. Како што кажав, овој проект се имплементира во рамките на ИПА Интерек програмата за гранична соработка со Република Грција. Заради короната, знаете, заради пандемијата имаше одредени облегувања со почетокот на активностите, така што ние практично почнавме со работа некаде кон крајот на минатата година. Самите резултати што ги добиваме ние во текот на проектот доказуваат што всушност беше потребен овој проект кај нас. Имено започнавме ние со 3 студии кои што пред се стврна на ликвидата, односно законската рамка, статусност на светско, на европско и македонско ниво. Исто така, теренската студија особено ги отвори очите, фактичката состојба на терен, Пелагонискиот регион, особено е стапна, како и со анкетите кои што ги спроведа нашите инспекции, се докажа познавањата за врски, законските опврски, за пристапноста, како и можностите што доаѓаат со зголемената пристапност се навистина минимални ръководителите и работените во туристичкиот сектор и институции. Особено интересно што кај културните институции што се наоѓаат во заштитени културно наследство, не беа свесни за членот 115 од Законот за заштита на културно наследство до точка 3, каде што стои дека правата може со решение да научи преземање на постапки за обезбедување достапност на културното наследство со инвалидност. Тоа беше истина поразително да се тоа знае, дека многумина и не го знаат по кој пак, но позитивно е што речи се сите инволвирани што беа во теренското иstražување, искажуваат интерес, да знаат повеќе, да научат повеќе како да направат пристап туристички услуги и понуди. Бројни се секако придобивките од овој проект, верувам ќе се согласите со мене и секако она што е крајната цел е впрочем што благодарение на овој проект Битола ќе биде првиот град во регионот на Балканот, но и пошироко, кој што има организирана туристичка понуда токму за лицата со попреченост. Мора да споменеме дека на 2 декември во офицерскиот дом во Битола се одржа и промоција на алатките за пристапен туризам. Би сакал во наредниве минути да се задржиме малку поконкретно на тоа што подразбираат овие алатки, какви се бенефити од овие алатки за лицата со попреченост и на кој принцип всушност функционира оваа тактилна сигналитика. Исто ќе споменеме дека во текот на разговорот гледачите може да ги погледнат и оние табли кои што беа подготвени во рамки на проектот. Так, благодарам. Значи, технологијата навистина ни е од неизмерна помош на сите, дури и начинот на кој што ние сега комуницираме, порано не можел ни да се замисли. А она што го може да се постигне со технологијата денес, особено за лицата со попреченост, е навистина феноменално. Така што и като алатките се навистина многу користни при совладувањето на бариерите до пристапноста. И како што кажав на самата промоција, без заедничко делување не можеме да постигнеме ништо. Така што заедно со експертите во овој проект, Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење, Гаус институтот Битола, кои ги изработи овие алатки, промовиравме туристичка сигналитика за 10 најзначајни културно-историски споменици во Битола, потоа апликации, туристички водич за мобилен уред, Битола Кацка тур и печатен туристички водич со брајлопис на македонски, англиски и на грчки јазик. Сигналитиката беше предадена на општеството, како што спомнавте, и ќе биде поставена на пристап локации пред соодветните знаменитости, а функционира на начин што секоја табла содржи дводименционален приклад на кој што лицата со оштетен особено ќе можат да доживеат
како изгледа, добиат представа како изгледа нашето културно наследство. Исто така, на кратко опис на самата табла направил писмо на македонски и на турски јазик, односно на англиски јазик се извинувам, и QR код за скенирање води до апликацијата Битола градска тура и може, значи, смислено да се од музеот, потоа нагоре тука ги опфаќа Терскиот дом, Киноманаки, Католичката црква, градскиот часопис, кој наши може најпознати. Исто така, Свети Димитрија, џами Јени Исак и Безистеност. Така што на некој начин е опфатна целокупната историја. Тоа и како засеб уште една локација е античкиот локалитет Херакреја. Да, дефинитивно најзначајните културно-историски споменици кои што секако ќе им ги доближите на лицата со попреченост благодарение на овие алатки за пристапен туризам. Во која мера сметате дека овој проект конкретно ќе придонесе и за поддршка на културно-туристичката промоција на Битола? Па, со самиот факт што овие табли ќе бидат претежно поставени на Широколка, која што е една од најпрометните локации во нашиот град и најпосетените улици во нашиот град, можеби ќе мотивира, како што и самата цел на проектот, сите околни дејности да се заинтересираат што е тоа, како е тоа, и можеби самите ќе пројават желба да ги направат и своите бизниси и услуги попристапни. Така што важно да се направи дека со овој проект што се тоа кажа дека не само што имаме знаење, имаме експерти, имаме и технологија покритка. Значи нема потреба да ја параме надвор. Единствено што најчесто недостасува при ваквите проекти континуираната финансиска поддршка. И благодарение на овие проекти ние навистина сме среќни што можеме барем малку придонес да дадем на подобрувањето на пристапното наследство. Да, и секако Сдруженијето, впрочем и овој проект е еден таков позитивен исчекор во таа насока. Споминавме дека ова е проект кој што прекограничен проект кој што го реализирате со Грција. Каква е соработката со колегите од Грција во рамки на проектот и какви искуства споделувате со нив во насока на доближување на културното наследство и пристапноста до истото на лицата со попреченост? Така, навистина сме задоволни со нашата соработка со партнерите од Грција, кои што имаат секако за нијанса подобро искуство од нас, меѓутоа ова промоција што ја направивме во Битола беше изненадување за нив, така што мислам дека барем овој поглед ние сме еден чекор понапред од нив, бидејќи, како што споменавте, град во регион со така јавно постојано достапна туристичка понуда која што им служи на сите, не само на лицата со попречености. Споменавме лицата со попреченост се соочуваат со многу предизвици денес. Кои се оние најчести предизвици за кои што ви се обраќаат вам како здружение со 35 годишен јубилеј, впрочем 35 годишно постоење? Најголемите детектирани слабости не само на системот, ги детектираме веќе по последните 35 години. Најважна, јас ги поделив, тие се многу, ги подели во неколку точки. Сосема накуса само ве молам. Значи, постапно спроведување на постоечка законска регулатива и измена на потребните закони по однос на специфични и ефективни мерки со санкции за имплементација на легислатива која обезбедува пристап просторна околина и ИКТ системи. Тоа се заклучните согледувања на Комитетот на Обединетите нации од 2018 година. Висок степен на соработка со локалната самоуправа, обезбедување на инфраструктура како главен предуслов за пристапност. Односот на следината заедницата од декларативно суштинско делување, намалување и отстранување на самосожалувањето и гетоизацијата како одбран механизам во ова пост-ковид време и кризи. И на крајот, пристапноста да се употребува повезно примена на универзалните дизајн. Да, бројни се... Има уште многу да се кажува, меѓутоа ова е така еден
консистентно. Сумирано накратко, да, за она што е најважно во однос на лицата со попречености. 35 години активно работите да им обезбедите пристоен живот токму на лицата со попреченост. Кон крајот на годината сосема логично е да ве прашам колку сте задоволни од она што успеавте да го реализирате во текот на оваа година и какви се плановите за идната година, за идните години, каков живот посакувате за лицата со попреченост? Ние, нашето здружение во континуитет и покрај овие тешки, да наречам, изолацијски услови што ги наметна ковидот, имавме по 30 до 50 настани и сите тие може да се видат на нашата веб страна Мобилност Битола на 4 јазици, на македонски, англиски, француски и грчки. Сега се надевам дека во догледно време заедницата, државата и вие како медиуми ќе поможете постапно да ги искористиме сите можности што ни нуди Европската унија со пак проекти, да одиме чек во стварувањето. Јас се надевам, ако имам истиот ентузијазам што во 35 години. И верувам дека ентузијазмот ќе ве држи во наредните години. Тука ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Продолжете и во иднина да работите на подобрување на статусот на лицата со попреченост, исто успешно како што го правевте тоа во изминатите 35 години. Благодариме. Благодарам уште еднаш.